Сведоци сме на многу прекршоци и лоши работи кои што поминуваат неказнети во државава. И некако испаѓа дека луѓето уште од мали се учат дека не можат да прават работи без да бидат казнети. А тоа покажува и фактот дека 70% од учениците кажуваат дека се сведоци на насилство во училиштата, меѓутоа најчесто не ни пријавуваат пошто од различни причини. Не знаат како да пријават, не знаат како можат да останат анонимни, да немаат после некои последици врз себе. Кога станува збор за родово базираното насилство, оваа бројка е уште поголема и достигнува речиси 84% и најчесто жртви на родово базирано насилство се девојчињата. Јас се сеќавам во мое време, пред околу 20 на години, кога јас бев во основна школа, значи кога имавме околу 10 на години, главен начин на родово базирано насилство беше тоа што момчињата на секојдневна база ги фаќа и ги удира девојчињата за задник. Најчесто ова поминуваше сосема неказнето, сосема игнорирано од наставниците. И сега, после сите тие години, во денешно време, веројатно не знам дали се уште имаме иста форма на насилство или е некаква друга форма на родово базирано насилство, веројатно повеќе вербална сега, меѓутоа огромната бројка од 84% ни покажува дека се уште нема никаква промена во овој поглед, без разлика на формата која што тоа насилство ја зазема. И овие деца кои што уште од мали се учени дека насилството е сосема окей, никој не го пријавува, никој не го казнува, никој не одговара за тоа, пораснуваат во возрасни кои што понатаму се членови на јавни соби, споделуваат секакви работи и мислат дека сето тоа е окей и веруваат дека ќе бидат неказнати, што последниве вести веќе покажуваат дека најверојатно нема да бидат казнати во државава, али дефинитивно возрастните кои што работат во училиштата и самиот закон на државата треба да преземе нешто, пошто и во самото истражување се вели дека 43% од учениците кажуваат дека насилството е најчесто прекинато од страна на наставниците во училиштата. Значи, сами од себе, децата и луѓето нема да престанат да прават глупости, се додека не почне да се казнува. Од друга страна, наставничката професија се смета за најстресното занимање во светот. И тоа што тие мораат да се занимаваат и со прекинување на насилството и слично, само дополнително ја отежнува нивната работа. И мислам дека дефинитивно во државава мораме многу повеќе да вложуваме во наставниците, во нивниот, ко прво да бидат подобро платени во секој случај, а ко второ да им се овозможат најразлични курсеви и надоградба на нивните вештини и на курсеви за персонален развој во суштина. Генерациите со кои што јас сум пораснала се оние кои што пораснале во возрастни сега и кои што беа делови од јавна соба и сето тоа. Ајде да не дозволиме овие генерации кои што сега растат да прераснат во нешто такво или полошо.